Кочани ќе го менува ликот на Кочанска река. Општината распише конкурс за архитектонско решение за коритото, а идејата е да се уредат 2690 метри од спортско-рекреативниот центар Бавчелук до така наречениот Машински мост. Тоа значи дека и делот кој сега има некој идентитет ќе биде ставен на тест и учесниците на конкурсот со своите идеи, својата креативност, а пред се и содржините од проектниот програм кој е наведен во конкурсот, ќе треба да ни дадат малку поубава, понова и посовременета слика на целото корито. Сепак, новиот лик на коритото нема да значи рушење и уништување на пешачките патеки за граѓаните околу Кочанска река. Направиме еден обид патеката на пешаците од нивото на сообраќајницата да симнеме до нивото на минорното корито од Кочанската река, а тоа е корито кое над 10 години останува без вода, а е во делот кај што е регулирана Кочанската река. Во меѓувреме, општина Штип интензивно работи на асфалтирање на улиците во центарот и населените места. Денес заврши активностите на улица Тодор Чучков. Во должина околу 200 метри, инвестицијата е во вредност околу 970.000 денари, а проектот го спроведе штипската фирма Коле Транс Инженеринг. Во тек е само тендерска постапка за асфалтирање до Сува грло, а завршени се тендерските постапки за селата Долани и за Врсаково. Тоа се оние проекти на кои што општината ќе работи во следниот период, а веќе се изготвува и програмата за нови сообраќајници кои што ќе бидат активирани за асфалтирање веќе идната пролет. Подобрувањето на инфраструктурата е нешто што сите штипјани го чекаа со години. Низ градови споредни улички би требало сите да се направат. Това беше катастрофа, не може да ви објаснам каква беше, се дупки, нешто, али сега е феноменално. Во е значи и за жители тука што живеат, подруго е малку. Само во улици општина Штип оваа градежна сезона вложи околу 1 милион евра.